Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Рокот во кој Никола Груевски треба да се обиде да обезбеди парламентарно мнозинство за нова влада влезе во втората половина. Иако остануваат 9 од 20 дена што ги предвидува Уставот, состојбата не е нималку поизвестна отколку што беше на почетокот на овој рок. А како што расте неизвестноста, така расте и бројот на можните сценарија за насоката во која ќе се одвиваат работите. Дел од тие сценарија проектираат можна криза, па и уставна. Едното од нив, според кој Иванов повторно би ги помилувал обвинетите и осомничените од СЈО, потоа би дал оставка за да не му го даде мандатот на Зоран Заев, е најчесто споменуван од деновиве. Сепак, ова сценарио има битна слабост во фактот што ВМРО-ДПМН на таков начин би го жртвувал Иванов еднократно, иако тој би можел да има многу поголема употребна вредност за нив во моментите кога би почнале да стигнуваат пресуди од судовите. За тоа дека некој можеби од подамна калкулирал со ваквата опција, може да се смета и инсистирањето на Трајко Велјановски, спротивно на досегашната пракса, тој да ја председава конститутивната седница на парламентот, а со тоа сега да решава и дали и кога таа би била продолжена. За политичкиот момент во кој се наоѓа Македонија, но и за интересот на меѓународната заедница во оваа фаза од процесот. Вечерва ќе разговараме со академик Абдулменав Беџети и со директорката на Институтот за европска политика Малинка Ристевска-Јорданова. Саботажата ќе ја видите кон крајот на емисијата. Останете со нас, дебатата почнува по паузата. Се враќаме во студиото, ова е емисијата 360 степени. Вечерва заедно со нас и со вас се доктор Малинка Ристевска-Јорданова, директорка на Институтот за европска политика, со долгогодишно искуство од Секретаријатот за европски прашања и претходно со Комисијата за меѓународна политика во Собранието. Комисијата за евроатлантски интеграции и секторот за меѓународна соработка во Собранието. Благодарам што сте со нас. Благодарам за поканата. И академик Абдулменав Беџети, член на Македонската академија на науките и уметностите. Благодарам и за вас што сте дел од 360 степени. Со вас ќе почнам. Деновиве бевте актуелен на медиумите блиски до ВМРО-ДПМН, ајде да не речем бевте миленик ден-два нивен, со интерпретација на една ваша изјава дадена за еден портал, ми се чини, која што беше интерпретирана на начин дека сте можеби единствениот интелектуалец албанец кој што останал доследен на тоа дека треба до крај да се почитува принципот дека победниците во македонскиот и во албанскиот политички кампус треба да ја сочинуваат новата влада. Што точно рековте за тетова сот, мислам дека? Pikërisht ashtu, në një portal të toa sot, deklarata e tërë është e shkruar dhe mvaret deri ku e kanë cituar ata, deri ku e kanë lexuar, se zakonisht pas presjes shpesh herë nuk vazhdohet. Në fakt, vlerësimi im ishte në pyetjen se a qëndrojmë akoma në atë qëndrim parimor të nënshkruar në vitin 2011 për atë se fitimtarët të dy bloqeve më të mëdha etnike duhet të jenë ata të cilët kanë legitimitetin fillestar për të filluar formatimin e qeverisë. Dhe pikërisht kjo ishte konfirmimi i saj, duke shpjeguar më tej pjesën e ditë se çfarë nënkuptojmë me fitimtar në këtë rast, duke aluduar kryesisht te bloku shqiptar, duke aluduar në numrin e votuesve dhe jo mandatet në parlament, dhe njëkohësisht duke aluduar se tani më kemi ashtu si kemi një blok në blokun Maqedonas, duke aluduar në VMRO, kemi edhe një blok të formsuar të pala shqiptare. Pra, sigurisht që ndryshe ekuacioni politik nuk është i qëndrueshëm, as që mund të formohet qeveri, sa as një kombinim tjetër, pa këtë blok shqiptar nuk i bën më shumë se 61 deputet. Ky është shpjegimi i thjeshtë. Pse atyre u ka pëlqyer kjo deklaratë, për çudi, jo, unë kam qenë gjithmonë, të them, në qendër të kritikave të mediumeve të afërta me qeverisën, po vjen mirë që kësaj radhe ju pas ka pëlqyer qëndrimi parimor. Ристевска-Јорданова. Нема многу изјави од представниците на меѓународната заедница во оваа фаза, може би и разбирливо.
Дали е тоа нормална ситуација или делумно е и последица на пораките кои што стигнуваа главно од раководството на ВМРО ДПМН, кои што беа во насока на истиснување на влијанието и улогата на меѓународната заедница во процесот, во политичкиот процес во Македонија? Прво мислам дека тоа е принципиелно, а второ исто така дека е последица повеќе на нивни научени лекции од порано, отколку од сегашното некакво заплашување од Груевски. Значи, Не е дека ги нема, ако ги гледаме ги има и соопштенијата кои што доследница. доаѓаат од ДУИ, таму речи си секој ден или секој втор ден има Кажува некој дека има амбасадор средна. на гости. Да. Да, со тоа што веројатно ќе ВМРО, не знам дали пошло и веројатно овој пат стенограма ќе му објават, не само записникот со станокот. Минатиот пат од минатата средба алудирам на тоа дека имаше цел еден записник со станокот, што е невообичаено. Кога сме веќе кај Но- тоа, добро, знам дека имате контакти со представниците на меѓународната заедница. Вие сте чуле дека некој во овие недели се сретнал со некого од ВМРО ДПМН? Не сум чула за такво нешто, ама не верувам дека баш јас сум најинформираната во сето тоа. Но да се вратиме. Мислам дека се тие многу воздржни во изјавите, бидејќи оставаат формирањето на владата да остане чисто домашна работа. Мислам дека многу се внимателни, особено овој пат, каде што се можни сите можни комбинации. Сепак ако се читаат пораките повнимателно, ќе се види дека има определено навивање, да кажам. Многу е јасно дека Европската унија порача дека сака една коалиција на широка основа, дека таа коалиција треба да внимава на институциите, на човековите права, на специјалното јавно обвинителство. Ние јасно знаеме кој е пак ставот на ВМРО ДПМН, вели не никако за специјално јавно обвинителство. И тука кога ќе видите, можеби не се многу експлицитни, но сепак се јасни тие изјави. Тоа е навивање за принципите. Тоа е навивање за принципите на новата влада и принавивање за една постабилна ситуација во Македонија, односно постабилна влада. Затоа што велат истовремено дека би требало да не се одолговлекува, значи што побрзо да има влада, што ќе значи некаква стабилност, пошто земја без влада, поготово во ситуација кога ние има, особено во ситуација кога ние имаме нагризани институции, е проблем. На Белгија можеби не и беше проблем да биде скоро 2 години без влада, од има јаки институции. Кај нас, кога се нагризени институциите, потребно е да има што побрзо формирање на влада на политичка основа. Сакав само да подсетам, имавме ние една ситуација 2006 година кога имавме еден настап на делегацијата на Европската унија, тогаш на ФУРЕ, дека е потребно ВМРО да коалицира со ДУИ. И тогаш не се случи така. ВМРО коалицираше со ДП, затоа коалицираше по 2 години со ДУИ. Но тогаш имаше едно бранување во меѓународната заедница, каде што сепак тие се повлекоа на страна и рекоа, чекајте, сепак формирањето на влада е нивна работа. Веројатно Миловановиќ, американската амбасадорка во тоа време, дали директно или индиректно, ја аминуваше владата на ВМРО и ДПА. И британците, и американците во тој период беа малку да речам, настрана, повлечени, Но брзо за да сватија дека остават... сгрешија. Значи, тука прашање е што е тоа грешка. Македонскиот систем уште не е етаблиран до таа мера да ги имаме воспоставено сите обичаи и практики. Ние досега имаме поставено една непишана практика, што е одлична, дека секако во македонската влада имаме представници на сите заедници. Но секако дека ги имаме партиите на македонците и албанците таму застапени. Сега, она второто правило околу кое што се кршат копијата, се кршат сега, е токму тој Мајски договор. Дали и како да се толкува, дали оно што освоил најмногу гласове, од едната и од другата страна го има легитимитетот. Еве сега е тестот, бидејќи сега е проблематичен легитимитетот. Имаш 51, имаш 49, меѓутоа имаш многу јасно изразено мнозинство за промени. Но ова е пак гледање на целата ситуација само низ бројките, што е со платформата, што е со принципите, што е со идната владина платформа, што е со досегашното искуство од партнерството меѓу ВМРО и ДУИ. Академик Беџети. На факт, пикришта још чешје пари мора, још пикнисје, por jo domos dëshmërisht gjithmonë në atë çështje. Duke vazhduar edhe në atë shprehjen që prononcimin tim
e kanë referuar të tjerët, duhet shtuar edhe një situatë që komplikon matshmërinë e legitimitetit, duke pas parasysh se askush me saktësi nuk mund të di sa vota shqiptare ka tek bloku Maqedonas. Edhe ndoshta e kundërta, vice versa, që mund të jetë shumë simbolike apo fare pak. Por megjithatë, kalkulohet me 10 mijëra vota, të cilët janë të shqiptarëve të një blok tjetër. Kështu që tani ky ekuacion është jo i kalkulueshëm drejt. Dhe askush të punë nuk mund ta bëjë. Duhet të kthehemi te pragma politike. Ajo është shumica e mandateve dhe ekuacioni politik funksional që do gjenerojë institucione. Ne këtë për momentin pra nuk mund të asigurojmë vetëm në krahun VMRO dhe BDI. Pra, bile mund të kalkulohet se asaj mund të i bashkangjitet edhe dikush tjetër, por në një deklaratë të përbashkët doli një kombinim dhe një formatim tjetër fare. Tani, ky blok i formatuar në deklaratën e përbashkët të subjekteve shqiptare, me gjas është përcaktuesi dhe faktori relevant që do të determinoj cila strukturë do jetë ai që do krijoj institucionet. Këtu duhet të ndërlidhem me atë dhe interpretimet e gabuara që shumë juristi bëjnë në lidhje me nenin 90 të kushtetutës, edhe pse nuk jam me background juridik, s'paku ky nen nuk ka psuar ndryshime, pra nuk është i amanduar ndonjëherë. Ka mbetur nga 91-shi, kur sjell kushtetuta deri më sot. Shumë thjesht është e definuar drejt se kryetari i shtetit është i detyruar t'ia jep mandatin përfaqësuesit të asaj partie apo partive, të cilët dëshmojnë se kanë shumicën në parlament. Dhe këtu duhet të ndërpriten të gjitha shpekulimet e mundshme si mund të sillet prezidenti në situata të ndryshme. Во ова студио беше цитиран од еден ваш помлад колега, еден политиколошки аксиом дека победник на изборите не е тој што освоил најмногу гласови или мандати, туку победник е тој што ќе формира влада. Точно така. И ако видиме и Брисел, и Вашингтон, и Берлин, и сите други главни градови, освен Будимпешта, се воздржуваат од тоа да честитаат некому за изборниот резултат. Оставија да се чекаат да видат кој ќе формира владата, па веројатно потоа да реагираат. Pikërisht kjo është esenca, pra tani e qartë është. Do të pritën edhe ca ditë të përfundojë afati kushtetues, a do të mundet VMRO ta krijojë atë shumicë, pak kush mund ta vërtetoj se a do të ndodhë ajo apo jo, për shkak të papërcaktueshmërisë dhe për shkak të kisha thënë të historisë politike që e kemi shikuar në kaluarën dhe lojrave politike që janë bërë. Janë mësuar këto dy partnerë të bëjnë lojra të tilla politike dhe personalisht nuk do më befasonte të bëjnë diçka, po ajo e cila më bën pak të besoj se mund të ndodh, pra një kthes në kuptimin që përsëri BDI të vazhdoj të jetë partner koalicioni me dikën tjetër me VMRO-n, është pikërisht fakti se fati jonë është se zgjedhjet e ardhshme i kemi pas 3 apo 4 muajsh. Pra shumë shpejt është riprovimi politik në të cilën ata janë të vetëdijshëm dhe besoj shumica e tyre janë vetëdijshëm, për të mos thënë individ caktuar dhe eksponent caktuar strukturave politike edhe publikisht shprehin këtë, duke përfshirë edhe nivelet më të larta, pra nga nënkryetarët të partisë, të cilët brengosen dhe vetë e afirmojnë situacionin ku thonë se s'ka më shqiptar që do kishte rekomanduar, preferuar dhe dëshiruar një koalicion me VMRO. Дали тогаш нови брзи избори се опција? Еве за Дуј. Sido që tjetë, mendoj se zgjedhjet e reja mund të jenë shumë shpejt, a do të jenë ato së bashku parlamentare dhe lokale, apo do të vinë një situatë që të themi, krijohet qeverisja me shumicën e dytë, LSDM dhe bloku tjetër, dhe do vi një vazhdimsi e qeverisjes spaku 2 deri në 3 vite, dhe zgjedhjet lokale do t'i kemi po ashtu. Pra, në variantat e caktuara si do luaj tani dhe çfarë vendime do bëj BDI kryesisht, sepse pozicionet e tjerëve janë të qarta, do të varet edhe fati i saj politik. Krejt ki konstelacion komplikohet me përplasjen që e ka me partnerin e dëritashëm për shkak të prokurisë speciale. Dhe asgjë tjetër. Jam thellë i bindur se vetëm një pikë që i ndan midis VMRO-s dhe BDI-s është prokuria speciale.
Че ВМРО нас нема ние. Но искрено, господин Беджети, ако зборуваме, СЈО досега не била омилена тема ни за ДУИ. За мене е просто неверојатно како сега тоа може да биде точката на која што ДУИ и ВМРО би се разишле. Јоп се даширон бадијата. Сигур се бадија ще тангуар гајо. Пра бадија është објект и улемтимите прокурори специален на шум чështje. Dhe ata e din. Mirë po, nuk janë të ati prioriteti, nuk janë të asaj natyre të cilët shumë shpejt pra mund t'i kompromitoj ata dhe të qoj në vendin ku ata nuk e dëshirajnë. Kjo është shpresa e tyre. Jo se realisht ata e dëshirojnë shumë se jo. Në anën tjetër, duhet të nënvizoj se edhe kjo është një këshill më shumë politik se kërkon askush, por unë do ta nënvizoj se momentumi në cilën Prokuria Speciale bën ca veprime janë sikur të pa qëlluara dhe sikur me i dhënë, të them, alibi shtesë akuzat që i përgatit VMRO dhe të tjerët për animin e saj politik. Ata kanë shumë argumente që gjetën për ta tërhequr, të them, akuzën apo dyshimet në lidhje me rastin Puç. Mirë po, mendoj se momenti aktual është krejtësisht i paqëlluar. Dhe prandej u rrëmbyen të gjithë pra zëdhënësit, funksionerët dhe personalitetet publike të VMRO-s ta sulmojnë duke kërkuar të verifikojnë se ja, se s'kan një paanësi të caktuar. Sepse ky moment i tërheqjes tani, pse nuk ndodhi një 3 javë më parë? Apo pse nuk mund të ndodhë një 3 javë më vonë? Господин Беджети, помалку сме жртви на пропагандата на ВМРО ДПМН. Јанева неколку пати во судницата се обидуваше, како велеше таа, да ја соопшти својата теорија за случајот Пуч, но беше оневозможувана. Така што јас се согласувам со вас дека веројатно има тука простор да се дебатира моментот, но судот неколку пати ја оневозможуваше Јанева, предпоставувајќи што веројатно ќе се случи во судницата. Pikërisht kjo është sensi politik i momentumi. Do thoni, po, ajo është strukturë e cila duhet të zbaton drejtësinë dhe ligjin dhe jo politikën. Por domosdoshmë që është e lidhet me aktorë drejt për drejt politik. Dhe momentumi politik me të vërtet ishte i paqëlluar këto ditë. Jam thellë i bindur se ka mund kjo të bëhet pas 3-4 javësh. Да, сакавте да се вклучите или имам прашање јас за вас. Ако ги следиме изјавите на представниците на меѓународната заедница, тие се и самата констатиравте во насока да се направи така наречена прореформска влада. Ако се случи тоа, има ли инструменти со кои што меѓународната заедница може да и даде ветер во грб на таа влада, па таа да не биде само со краток и климав мандат? Веројатно тоа би можело да ја зацврсти. И што во другата ситуација? Ако добиеме влада која што според досегашното искуство не би ветувала реформски процес. Тоа е и клучниот проблем. Ние многу често сме навикнати да слушаме, еве сега ако добиеме нова прореформска влада и тогаш веднаш се ќе оди како подмачкано. Работата е во тоа што нема да оди секако што е подмачкано, бидејќи Европската унија во моментов нема многу што да понуди. ВМРО тоа го знае и затоа игра така како што игра. Значи игра на една разногласна политика, значи прво што имаме една политика на ЕУ која што веќе не зборува на надворешен план во еден глас. И тоа тие го користат. Го користат градејќи сојузништва со Унгарија, градејќи сојузништва со Австрија, со вишеградските земји, особено на прашањето на миграцијата. Втората работа е ЕУ сега не може да ни понуди веднаш почеток на преговори, бидејќи е јасно дека за тоа е потребно решавање на прашањето на името. Она што може да го понуди ЕУ е дефинитивно обид за решавање на прашањето на името, сојузништво, партнерство, но тоа нема да биде за 1 година, за 2. Ние гледаме каде се другите држави во процесот. Дали евентуално позитивно досие на Македонија може да прави притисок на ЕУ и на Грција? Да се овозможи, значи ние треба да го вратиме. Да се овозможи евентуално профункционирање на принципот за кој што поранешниот комесар Филе се залагаше.
да се отворат пристапните преговори, да се овозможи во раната фаза на тие преговори да се решава прашањето за името. Значи, сите опции можат да бидат отворени кога ние ќе си повратиме една позиција што имавме. Значи, прво треба да повратиме една позиција што сме ја растурила, сме ја расипила. А ти да вратиш доверба е потешко отколку да создаваш доверба. Значи, треба да имаме предвид дека таа влада ќе има многу тешка работа да си ги враќа позициите, а за тоа ќе треба да има една сосема друга политика кон соседите како прво, бидејќи ние сега имаме кон соседите една сосема друга позиција. Значи, не е само Грција, етеа Бугарија, етеа па и Србија со изјавата на Дачич, па ако сакате и Албанија во друга Албанија сега. во сосема друга позиција се. Значи, ние треба еден пресврт да направиме во надворешната политика. А да имаме предвид во надворешната политика, ВМРО и ДУИ сега немаат единствена платформа. И тоа се гледа од платформата. ДУИ вика да се вратат НАТО интеграцијските процеси. Јасно кажува, ние сакаме улога во надворешната политика, кажали и досега, сакаме улога во прашањето на името. Тука се позициите, па и сојузништвата многу различни. ДУИ добиваше позиции во владата, но не успеа да влијае битно на политиките во владата. Затоа што добиваше позиции, а не градеа единствена платформа. Само ги делеа местата, а не градеа платформа. И за тоа треба владата да сноси одговорност. Значи, треба еден сосема поинаков однос и поинаква платформа заедничка. И на надворешен план, кој што секогаш е одраз на внатрешната политика. Не можеш ти да бидеш слаб внатрешно, да бидеш јак надворешно. Добро, да, повелете. Нали идеме к третом што е ни момент, че nuk kemi parasysh se liderët tonë politik ndryshojnë metamorfozën e tyre të sjelljes varësisht nga hapësira dhe koha. Pra, prej momentit në moment. Jo që BDI kishte pozicionet për përmirësim të proceseve të integrimit euroatlantik, po ai kishte rolin kyç. Ju rikujtoj, për përforcim të këtyre proceseve, vetë leadershipi i BDI-s udhtonte në qendrat diplomatike të Evropës. Gjoja për kërkim të zgjidhjes së punës së emrit, që ishte pengesë e integrimeve posaçërisht në NATO. Pra ai shkonte vetë në Atinë, ai shkonte në Bruksel, në Washington, vetë Ali Ahmeti. Mirë po, asnjëherë kjo s'ka qenë një përkushtim real. Kjo ka qenë vetëm për të treguar farsë të qytetarët se përcaktimi, bile dhe prefiksi i emrit të partisë është për integrim. Asnjëherë kjo s'ka qenë substanciale, qeni të sigurt. Edhe sot e kësaj dite jam thellë i bindur se ata nuk brengosen për këto procese fare. Dhe t'jeni shumë të sigurt se kretë kjo është një farsë, një lojë politike, vetëm për të dëshmuar se mbetemi në rrugën, po ne kemi patur situacione kur BDI ka mund ta delegitimoj qeverinë, ta rrëzoj qeverinë shumë herë, apo? Pikrisht në këtë pikë ta kesh bërë një veprim të tillë, s'paku një herë të dilte, me mundësi që të dëshmoj se vërtet ka përkushtim të integrimit euroatlantik. Po kjo është një, të them, floskull politike, deklarative, gjithmonë duke fluturuar dhe duke mbetur mjegulla në ajër. Ќе направиме пауза, па ќе ја продолжиме дебатата. Мене ми е за сега интересно, верувам и на гледачите. Бидете со нас. Ја продолжуваме дебатата со гостите, академик Ардуменов Беджети и директорката на Институтот за европска политика Малинка Ристевска-Јорданова. Што значат идеолошките сестрински врски? Се чинеше дека ВМРО ДПМН долго време успева да одржи каква таква нормална врска со меѓународната заедница благодарејќи на својата идеолошка профилација и припадноста кон Европската народна партија. Дали функционира се уште тоа влијание на ИПП, особено што ако реакцијата на фондацијата Конрад Аденауер
како фондација многу блиска до ЦДУ на Меркел, се смета како да кажем, алтер его на тоа што можеби не може германската влада да го каже, а го соопшти преку КАС. Значи, ние имаме една ситуација која што ВМРО требаше да искористи во корист на државата, кога ги воспостави и ги разви тие релации со ИПП, и обично држави што се во процес на европска интеграција, сите партии гледаат максимум да ги искористат од врските со нивните сестрински партии за профит на државата. Кај нас не се случува тоа, туку тие изградени врски, нивна мора да им признаеме добра работа во ИПП, сега се користи само за партиски цели. Значи, пораките што стигаат таму беа многу воздржани. ИПП постојано, значи Европската народна партија, постојано беше значително повлечена, воздржана во изјавите кон Македонија. И што ја оставаше простор на ВМРО да ги гради внатре позициите. Огромен простор на ВМРО ДПМН да ги гради внатре позициите. Ако гледате, сите други беа во позадина држави, значи тука се појавуваа само Унгарија, Австрија, нивните министри за надворешни работи, земјите членки на Вишеград преку пониски ешалони и друг начин на поддршка. Битно беше како ќе се однесува Германија. Германија беше воздржана се до овој момент на писанието на нивниот представник во Македонија. Лично убедена сум дека е тоа напишано во Конрад Аденауер. Лично сум убедена дека е тоа решено да биде преку него. Инаку пораката е директно од Берлин. Значи, ние треба да бидеме најасно дека ова се политички фондации, дека тие даваат јасни политички ставови. Значи, пораката ја пренесува на ЦДУ. Заради публиката. Таму јасно се велеше дека ВМРО ДПМН треба да одмори и да оди во опозиција. Таму беше многу јасна пораката дека ВМРО треба да се реформира. Да се реформира. Значи, кога беше принуден нивниот представник овде, кој што сме го гледале во друга ситуација, како дава изјави многу јасни во одбрана на ВМРО, кој што работи со ВМРО цело време за подигнување на нивните политички капацитети. Кога тој беше принуден да даде ваква изјава, многу е јасно до каде дошла пораката. Пораката од германското ЦДУ е во овој случај дека навистини се потребни промени во ВМРО ДПМН. Јасно е. Јас преска останав со уште едно подпрашање околу интересот на ДУИ и другите партии на албанците и евентуалните брзи избори. Алијансата на албанците без да се изјаснија против такво нешто. Нели е нелогично да се оди на брзи избори, ако тоа е интересот на ВМРО ДПМН, ДУИ би одигала во прилог на ВМРО ДПМН од аспект на интересите на албанската заедница во Македонија. Иако можеби прв пат има толку малку пратеници, прв пат партиите на албанците се во позиција да можат да диктираат и тоа сериозно агенда. Nëse ju kujtohet që në ditën e zgjedhjeve unë kam qenë misafir në emisionin Rruga e Drejtë në bazë të rezultateve shumë preliminare të pasaj dite. Sapo kalkulonim me numrat e përafërt të zgjedhjeve të 11 dhjetorit, dhe atë ditë kam nënvizuar po ashtu pavarësisht sa do jetë numri epilog përfundimtar i shqiptarëve, kalkulonim ne me 20, 22, 23, dhe thoja se aq të përafërta do jenë bloqet maqedonase, sa që asnjëherë deri më sot në historinë e pluralizmit politik në Maqedoni, shqiptarët nuk do kenë faktorizim kapital politik si kësaj radhe. Dhe kjo u dëshmuar. Domethënë tani, për herë të parë, nga 91 deri më sot, për herë të parë faktorizimi politik është tek shqiptarët. Dhe mbi këtë bazë, unë e shoh anën bile dhe pozitive të krijimit të emëruesit të përbashkët me atë deklaratën e përbashkët politike që e krijuan, që u lidh një blok i caktuar dhe sa ka të tillë që mendojnë se pikërisht kjo deklaratë e përbashkët e mundson BDI-n apo e pamundson BDI-n që të bëjë lëvizje të lira si elektroni i lirë, është faktori determinant që do të përcaktoj formatimin e qeverisë së ri. Mendoj se në këtë funksion, të gjithë të tjerëve, përveç
BDI-s dhe PDSH-s, flas për blokun shqiptar, më pak ju konvenojnë zgjedhjet e sërishme, parakoshme parlamentare. E keni parasysh pritshmëria në politikë është faktor shumë i rëndësishëm. Dhe ajo paracakton edhe rezultatin përfundimtar. Njerëzit veprojnë mbi bazë të pritshmërisë ku shoh fitimtari, aq më tepër pas një periudhe të gjatë të qeverisjes. Kjo zatën pritshmëria në aspektin e sociopolitik është edhe në aspekte tjera, edhe të ekonomia, por të politika gjithsesi. Pra kësaj radhe, edhe ato që ishin skeptikët më të mëdhej e panë se më nuk mund tjetë BDI më atë forcë politike që e promovante. Tash e 15 vite. Pra 15 vite ka qenë forca politike dominante që ata e promovonin se neve na don populli. Kësaj radhe, humbësi më i madh në këto zgjedhje ishte BDI dhe PDSH njëkohësisht. Po për nga numri votave në numër absolut ishte BDI definitivisht. Dhe në këtë funksion, mendoj, dhe në pyetjen tuaj, mendoj se më së paku i konvenon PDI-s që të shkojnë në zgjedhje të sërishme të parakoshme. Por, nuk është çështje kjo shumë e dëshirës dhe konvenimit. Kjo është çështje e mundësisë. Vetëm ata e dinë çfarë ua ka zënë bishtin. Pra, vetëm ata e dinë çfarë kërcënimesh tani më edhe të drejtës drejta po bën VMRO. Ju e shifni shumë mirë çfarë selamesh po çon Gruevski, njëkohësisht duke dashur të afirmohet se ai nuk është fajtori për mos përmbushjen e programeve politike të shqiptarëve. Duke thënë se shqiptarët që këtu ka të drejtë, shqiptarët kanë pas gjithmonë përfaqësues absolut në qeveri, mbi 70% të votave, dhe ata s'kanë qenë të aftë të përmbushin kërkesat të shqiptarëve. Gruevski zatën edhe nuk ka ndonjë detyrim moral, përveç të qenit kryeministër dhe burgshteti, që shtetin të udhëheqë në mënyrë të tërë në gjithë territorin e tij. Në anën tjetër, ai tani dëshiron të afirmojë se nuk është ai problemi i lënies pasdore shqiptare. Dhe ai godet në të gjitha anët. Frustracionet politike janë të qarta. Dhe duhet ta kuptoj pozicionin shumë kompleks të BDI-s, që është në pozicion më të pakëndshëm. Atë që do ta dëshironin të gjithë të tjerët, posa që është aleanca me strukturat e veta, aleanca për shqiptarët dhe Lëvizja Besa, ata dëshirojnë, pa më parasysh si do të shprehen, dëshirojnë që të ketë sa më shpejt zgjedhje tjera, sepse ende adrenalina politike të votuesit është i gjallë. Ta rvënin në lëvizje këtë, do të kisha thënë generator sërish, këtë dhëmbëzor politik nuk është gjithashtu lehtë. Aq më tepër, kur tani ata po hecin në tehun e shpatës. Besoni votuesit shqiptar nuk vërtojnë më shumë si dhe sillet politikisht BDI dhe PDSH. Ata vërtojnë si sillet Besa dhe Aleanca për shqiptarët. Lëvizja e tyre është si përmec në tehun e shpatës. Dhe janë të vërtuar sjelljet e tyre, prandaj ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm në këtë funksion. Ристо Скавертано, анализиравме малку околу позицијата на Германија. Што е со Соединетите американски држави? Се изнаслушавме, се изначитавме дека еве штом Трамп дојде на власт, односот на САД ќе се смени и дека ќе се чувствуваат промени во односот кон Македонија, но дали е така? Еве се појавуваат веќе вести за тоа што ќе се случува со структурата која што се занимава со Македонија и регионот во State Departmentот, кој тие непроменлива позиција, позицијата над него на која што досега беше нула, заменикот е човек од внатре од администрацијата, поранешен амбасадор во Ерменија, подсекретарот за политички прашања останува истиот од претходната гарнитура. Така што тоа е вертикалата која што се занимава со нас, таму нема да има битни промени. Да, во вертикалата нема да има битни промени, но битно е што ќе има како платформа промена и тука нели треба тоа, ако се менува платформата, сепак доди и на Сенат и не е баш така едноставно. Но сепак во целиот свет влада е голема неизвестност околу надворешната политика на Доналд Трамп. И тука да не се правиме наивни дека не постојат стравови, не се различни очекувањата, дека нема изјави кои што можат да не натераат да размислиме подлабоко, како што е изјавата дека
НАТО е нели застарен, дека сега треба да се преиспита улогата тука на Русија и така натаму. Но зависно од силната позиција на американскиот председател, американскиот политички систем е поставен со checks and balances, има институции кои што сега е пред најголем испит. Бидејќи сега тие имаат секаде мнозинство, се плашат многу и од изборот во Врховниот суд. Значи сега таму има многу неизвестности и на тие неизвестности ВМРО игра. Бидејќи нема на што да игра друго. Значи ќе игра овде во Европа, Европска унија кажавме на кого, и во големо игра на евентуалните промени кај Трамп, односно нивната досега добро додворувачко досие кај Трамп. Искрено, колку американскиот систем ќе дозволи Македонија сега да биде тука некаков фактор е огромно прашање. Јас лично не верувам, бидејќи мислам дека само во некоја многу неизвестна ситуација би можело да се факторизира таква игра односно Македонија да стане фактор, и во тој случај би биле глупави доколку дозволиме тоа да го факторизира една партија, а не државата. Да не сте следали случајно на овој регистарот на странски лобисти? Доскоро има демократ лобисти, тоа е изразен демократ лобист. Да, верувам јас дека во меѓувреме фатиле нешто друго и платиле нешто друго. Нешто друго со наши пари, предпоставувам, ама тоа е пак со наши пари. И велам, ние во таа ситуација сите како гласачи и другите партии би биле многу, дури во таа предпоставена ситуација, биле многу глупи да не факторизираме Македонија, туку политичка партија. Но сето тоа веламе многу неизвестно. Целиот свет сега прави различни проценки и дали оваа неизвестност треба да биде неизвестност и околу нашата стратешка определба? Ама таман работа. Кај ќе се селиме ние? Значи ќе се откорнеме од ова европско тло? И еве јас колку пати сум рекла Европска унија ќе пропаѓа, нели? А Грцина ќе се искоренат од овде. Албанија, Бугарија, Србија ќе се искоренат од овде. Полесно ќе ни биде без Европска унија да ги решаваме тие работи. Значи ние досега не сме имале расправа отворена за стратешки насоки каде и кои се опциите за Македонија. Не зборувам овде за едно слепо, само декларативно зборување, ние сме за ЕУ и НАТО. И толку, точка. Кои се опциите? Значи има различни опции. Европска унија факт е дека со Брекзитот е сериозно начната. Значи 12,5% помалце буџет на Европска унија. Во тие услови не можеме да очекуваме дека тие утре ќе бараат нови членки, ако ние би ги коштале малку. Но ако ние малку би ги чинеле. Но ако ние не носиме никаква стабилност, се караме со секој и создаваме само нови проблеми, па нормално дека ќе не стават настрана. Работата е во тоа што ние сме заедно, како и да свртите. Значи, ако ние сме трговски 70% врзани со Европска унија, ние треба сега да навиваме за некоја друга опција, ако ова утре буквално падот на Европската унија нас би не повлекол со неа. Значи, тоа се некои апсолутно дебати кои што граничат со прагматичното, со реалното. Факт е дека имаме тука други околности, дека некои фактори се зајакнуваат, но факт е дека ние не добиваме од тоа. Ние губиме. Значи, нам многу често партиите овдека тоа ни го представуваат како добивка за Македонија. Па не е добивка, ние губиме со тоа. Сакавте да се вклучите? И Кришна, тоа чуш е ветом ни момент че дуата на визој. Апсолут, па и тоа е ме тоа ориентиме. Пра, јос се Македонија до ндришој прецактимет стратегијке двета, ливеме евроинтегримет, по еден интегримет на НАТО. По не, нук јеми на приоритети не ларта адженда се баш да комтаре. По дешата де Брукселит. Тамо скојм дериме таляшете шаба станиме зједене президенти Трамп. На факт, на Бруксел, Брексит, трхеќа е кој министри Тренци. Ме автоматизам свида чудови си виет на зједет на Германија. Пра Германија де пошту Франца до кен зједете вета. Дезинтегрими и Европас. Е цила е зашту кур ну качиен ну кафол мени артикулим уник. Дето унификува. Пикпијачите мда јан че нарастање невоја при një përgjinotë tret,
me mbështetjen e fuqishme të bashkisë ndërkombëtare, ajo më nuk e ka këtë fokus. Ajo mund të përcaktoj pjesëmarrjen e ambasadorëve të vet, për pjesëmarrjen e tyre, për të lehtësuar procesin, por jo me një fokus siç ka qenë para. Prandaj mendoj se këtë pikërisht është momentumi me cilën VMRO-ja me vetdije e kalkulon dhe dëshiron të bëj gjithnjë e më deklarata radikale për t'i demotivuar ata. Dhe mendoj se momentin e ka të qelluar fatkeqësisht. Dhe këtu janë faktore tjerë, po them këtë bloku tjetër, që duhet kujdeset tani që të mos ja lejoj këtë komfortabilitet në sjelljen ndërkombëtare VMRO-s, sepse në instancë fundit humb shteti. Në instancë fundit humb edhe regioni. E shifni tani telashet si i çojnë deklaratat e tyre nga Brukseli, për shembull, edhe me telashet që i keni midis Serbisë dhe Kosovës, me ndërtimin e murit atje një trend provokativ, po edhe në njëjtën kohë edhe me protestat, notat e protestave që i lëshon Ministria e Jashtme kashi Shqipërisë. Ndrimi i emërtimit jo formal në Serbi, duke na vënë akronimin FAJROM. Pra ju në mes të teritorit të Shqipërisë, përkundër marrëveshjes ndërshtetërore dhe njohjes me emrin zyrtar të shtetit, ju tani keni tabelat FAJROM. Çka janë këto provokime gjithsej? Dhe tani mendoni se vërtet to janë në listën e prioriteteve të bashkisë ndërkombëtare me atë fokus? Jo. Është çështje e eventualisht dezintegrimit të BE-s, janë sfidat e Trumpit në të gjitha aspektet, pra podeshet ekonomike, politike, ndërkombëtare dhe kështu me radhë, kretë ki konfiguracion në një farë mënyrë e ka defokusu prioritetin e Ballkanit. Se ajo përsëri është aty. Ne themi, atje funksionojnë institucionet, pavarësisht. E shifni lidhja se nuk është institucionale, po është personale. Pra ju mendoni se vërtet Austria ka zhvendos pozicionin e vetë ka jo, por këta lidhen me ministrin e jashtëm Kurz. Këta komunikojnë personalisht. Vetëm për të shfrytzuar momentumin dhe asgjë tjetër. Ристеска Јорданова, не знам дали имавте шанса да видите едно последно истражување на јавното мислење, објавено деновиве, кое што се однесуваше на ставовите на граѓаните на Македонија во однос на интеграцијата во НАТО. Две нијанси за мене беа интересни. Дури мислам дека едното прашање и прв пат така отворено и јасно се поставува во анкета, што е интересно за мене само по себе. Едната нијанса е дека расте процентот на оние кои што се противат на зачленување на Македонија во НАТО и под привременото име. И второ, беше поставено прашање, а што мислите дали Македонија треба да заземе позиција на неутралност? И сега да не шпекулирам со бројката, ја немам пред мене, но мислам дека беше повеќе од 40% од граѓаните немаат ништо против тоа. Дали се тоа пробни балони? Да, мислам дека кои што доаѓаат од одредени центри на МОК? Дека дефинитивно се пробни балони, меѓутоа и ова многу лесно се објаснува. Значи во оваа ситуација кога имате Трамп е главната, тајмингот е битен. И во исто време кога тој кажува дека НАТО е застарен, плюс немате ништо ново што Македонија ќе ја придвижи кон НАТО, нормално е да се намалува поддршката за НАТО, која што кај нас се уште висока. Прашањето на неутралност, прашањето на неутралност е прашање кое што на секого му звучи од вредносен аспект примамливо. Убаво. Значи многу убаво ти да си неутрален. Се работава што и Шведска веќе не е неутрална, што се отиде од друга страна, луѓето не мора да се информирани за тоа. Колку си ти во позиција да бидеш неутрален? Иако не е членка на НАТО. Да, но огромни имаше таму дискусии кај нив. Во Австрија, ако се сеќавате, во Германија за учество на трупите. Огромни дискусии имаше, бидејќи сите прашањето на неутралноста беше многу значено. Колку сме ние мокни да бидеме неутрални. Значи, за да си неутрален, треба да си моќен. Оди рака под рака со симпатиите кон Русија. Како Русија сега почна да котира како некаков потенцијален стратешки партнер на Македонија? Русија почна да котира само поради
потребата да се направи некаков политички баланс, односно да се сатанизираат, сега кај го потребив тој збор, ЕУ, НАТО и така натаму. Значи да се сатанизираат унија кои што не тераат кон институционално, нормативно кон владење на правото. И тука им беше потребен тој баланс. Инаку реално, кога ќе видите ние ни економски, ни политички немаме некои врзи ни ткива. Значи, тука и економски онаму кај што се пак и кај што се обидаа, за жал не успеа. Така што лично мислам дека се тоа некои за жал политички баланси кои што повторно само за жал партиски се користат. Значи ние како држава треба да имаме проценки. Треба да овој јакне, силата на оној, треба да се одржуваат добри односи со сите. Значи ти имаш една Русија, држава која што те признала пред уставното, со уставното име, но не смееш да ја користиш Русија како некаква си контра на застапувањата за владење на правото, институциите и така натаму. А за жал тоа само за тоа се користи во моментов. Ако и неутралноста и проруските симпатии во дел од општеството одат заедно, тоа не знам, тајна ако се каже заедно со ВМРО ДПМН е. Од тој аспект како може да се гледа на позицијата на ДУИП-а и на другите партии на албанците во овој процес на формирање на влада? Неутралитет и тоа шума комплексе ќе мund të debatohet në kaq minuta. Edhe për shkak kompleksitetit tonë si shoqëri, po deshet edhe geopolitik, po edhe strukturës sociale, demografisë së saj. Ne kemi shoqëri multietnike, kemi shoqëri në një region shumë turbulent, kemi shoqëri me shumë të panjohura për funksionimin e saj, për mirëbesimin, pa kohezion adekvat, dhe të flasim për neutralitetin është diçka sikur të bëni një ekuacion me 100 të panjohura për momentin. Prandaj mendoj se është çështje e jo produktive, por është legjitime. Kush e ka bërë dhe kush e ka inicuar atë, me siguri ka pas logjikën e vet. Sigurisht ka llogari caktuar pse. Mirë po, në këtë relacion unë dua që të megjithatë afirmoj dhe riafirmoj edhe një herë se e shihni edhe vet VMRO bën çka bën me gjitha veprimet që thatë edhe ju se dëshiron të largoj bashkësinë ndërkombëtare sepse ajo është lidh për do sistem vlerash, ka dhënë një raport të caktuar në cilën e ka konstatuar gjendjen, kemi bërë një marrëveshje politike për t'i tejkalu këto dhe të gjithë këto pengesë për mos me arrit është pikërisht VMRO tani. Për shkak se ajo lidhet me afate, lidhet me muaj, lidhet me kohë, në mënyrë statike i shikon gjërat dhe jo me përkryerjen dhe zgjidhjen e problemeve politike që i ka kriju. Dhe duke mos dashur të merret me këto probleme politike, ajo e defokuson tani vëmendjen dhe kalkulon me rastet edhe po deshet edhe sikur fuqizimi i Putinit dhe Rusisë. Nuk mendoj se Putin ja lejon luksin vetes që për shtet si Maqedonia të cënoj interesat e mëdha gjeostrategjike. Ai sot brengoset për Gjergjin, brengoset për Ukrainën, brengoset po deshet edhe për Sirinë dhe gjithandej se sa për Maqedoninë e pam sa u brengos për Serbinë kur u bombardu ajo. Prandaj janë gjëra të cilat mendoj se keq përdoret konteksti strategjik ndërkombëtar për të defokusuar vëmendjen. Ne fare nuk gjendemi askund në hartën e Rusisë dhe Putinit. Dhe thash, jo vetëm ne, por regioni i gjithë. Janë çështje të cilët ku dy të mëdhej i ndajnë sferat e interesit, ne jemi monedha e kusurit që nuk vrehemi. Prandaj VMRO e mbaron çdo përcaktim të vetin me një fjali. Nuk zhvendosemi nga lëvizjet apo përcaktimet tona euroatlantike. Se ata e dinë se alternativë nuk ka. Që në fund të mbulohen me atë. Prandaj mendoj se perspektiva e jonë si shtet është që të kthehemi, të përplotësojmë detyrat tona, sepse herët apo vonë do ngulfatim edhe 3 muaj edhe 5 muaj. Ne mund të blejmë muaj. Po kush garanton se pas një viti nuk do t'i reaktivizojmë përsëri gjykatën speciale? Mekanizmat special. Unë si qytetar jam shumë interesuar të zbardhen të gjitha aferat dhe problemet që janë konstatuar atje. Pa голема иронија ќе биде тоа тоа што го чувме да остане нарасчистено, мислам. As se si, nuk besoj në asnjë mënyrë, është mbyqje koha. Tani mund të vi një moment
që të ndodhin rrethana të tilla që ata edhe të mos vazhdojnë kontinuitetin. Mbas një viti do hapet ajo dosje përsëri. Se janë aq shumë të egzageruara, aq shumë vepra të evidentuara, aq shumë të dëshmuara dhe të dukshme, sa që asë një strukturë politike serioze që do dëshiroj të troket në Bruxelles, Washington, po deshet edhe në Moskë, pa e pastru këtë, nuk mund të ecim atje. Dhe prandaj mendoj se kjo është baza dhe fundamenti i progresit edhe politik, edhe ekonomik. As një investitor serios nuk do vi më në Maqedoni. Ne edhe ashtu s'kemi pas investitor serios, përveç konjunktural. Por ama, të atil për cilën ne pretendojmë, a vendin e kemi me 70% eksport në BE. Kolegja Malinka i theksoi këtu në vizoj interesat tona ekonomike. Mendoni se një dit ata nuk din të bëjnë një vendim me cilën mund të na izolojnë neve ekonomikisht. A i prun vendimet ti reduktojnë fondet. Dhe këto janë faz procese që mund të na vijojnë. Nëse ne nuk zgjedhim këtë çështje dhe nuk ndodh ky katars, domosdo llogarinë do ta pagojmë gjithë. А може ли само за край? Ако од 5 опции на Дуи ја исклучиме таа, Дуи да остане во опозиција, бидејќи ми се чини навистина невозможно. Од другите 4, влада со ВМРО, влада со СДСМ, широка влада и нови избори, што ви се чини најреално остварливо, а што најмалку остварливо? Условно кажано, знам дека најмалку ме слушаат мене ВДИ, Дуи, po të isha në vendin e tyre tani, unë do t'ju thoja ja 10 deputetët e mi, se e di që nuk mund ta traftoj vllaun e koalicionit, dhe t'u them kushti im është bëni koalicionin me LSDM. 10 votat e mia i keni, unë dal në opozitë. Për të mbijetu politikisht. Dhe qeni sigurt se e dëshpëtonte shembjen e Titanikut vet politik. Значи вие сте за малцинска влада, што Дуи би ја поддржала. Апсолютно. Влада на СДСМ, БЕСА и Алијанса. Сите други. Без ВМРО, предпоставам. Без ВМРО. Без ВМРО се разбира. Јас би ја поставила на маса поамбициозно, иако знам дека тоа не е најостварливата варијанта, поширока коалицијска влада со евентуални промени во ВМРО. Ако се направи доволен притисок врз ВМРО. Бидејќи мислам дека тогаш ќе бидат приморани да ги стават некои прашања на дневен ред. Ама дали е така? Нас пржинската влада ни покаже голема неефикасност. Пржинската влада беше подруг аранжман. Значи пржинската влада беше ставање на одредени дежурни чувари, механизми на контрола, ама на само одредени места со само ограничена функција. Не, ова е сосема друга логика на формирање на дури и варијантата за техничка влада одново, за да може некои работи да се стабилизираат. Значи, инаку ова ќе биде од помаките малку подолг, со сериозни последици, пак за тие партии што сега само си продолжуваат, не партии, поединци, сега си го продолжуваат рокот на политички обстанок. Затоа сум многу повеќе за една таква влада во која што би имале, да речеме, поддршка за одредени клучни приоритети, неколку да се реализираат во одредено време, да влеземе во зона на стабилност. Добро, благодарам многу што вечера бевте ми гости. Ќе видиме колку од ова што вечера го анализираме ќе се потврди или не во следните денови и недели. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам да видиме саботажата на Сречко Поповски. Скопските бабушки подизгубени во просторот и во времето ни до толку не успеа да погодат целта штом додворувајќи му се на републиканскиот председател, како флоскула со која калкулираат во освојувањето на неговата љубов. Големите путинисти од нашето мало ја користат она на иконата на демократите. Водени од максимата не прашувај што државата направила за тебе, туку што ти си направил за државата, се собравме во иницијативен одбор за формирање на граѓанското движење Стоп операција Сорос. Може би модифицираната Хавелова дека од соросоидите се бетер само антисоросоидите, повеќе одговара од Кенедиевата крилатица, која е практично неупотреблива во кој било контекст, а особено не во оној во кој таа се употребува, бидејќи еден од незините главни бајрактари, наместо да се понуди себе си, својата партиципација во невладина ја условува со државна логистика.
Водени од максимата не прашувај што државата направила за тебе, туку што ти си направил за државата. Која е целта на ова ново здружение? Например, владата треба да создаде, како што каже Јуриевски, некаков фонд за финансирање на невладени организации. Максимата е не прашувајте што државата направила за вас, туку што вие сте направиле за државата. Која е целта на ова ново здружение? Би требало да се донесат некакви одредби да може приватниот сектор да финансира невладени организации, а при тоа да има некакви повластици од страна на државата за таквиот чекор. Картите и лицата кои партиципираат во ова ново, ама веќе видено возење на јавноста се персонализирани. И со нив се идентификува секоја операција координирана од Центарот за контрола на возниот ред, кој низ прецизен диктат ги координира сите линии. Струмица се уште е под снег, а градоначалникот Заев се враќа во базата. Раководството на СДСМ својата прва посета по изборите ја реализираше онаму каде ги доби гласовите на последните избори во Арачиново. додека струмичани се дават во снег. И градоначалникот Заев не им помага, функционерите на опозицијата го чистат Арачиново. Додека некој се осмелил да помогне нешто да се исчисти. Друг, и тоа пред камери, се обидува смешно да замачка, и тоа баш онаму каде го црпи на големиот контингент гласачи, бидејќи само ним може да им се прикажува како грижлив дародател, користејќи модерни технолошки термини, со која прикрива вистинската цена на чинење, која е веројатно повисока од онаа на горивото со која допатувале до нивниот дом. Ми е драго што ве гледам вака насмејани, што ве гледам вака потерани, среќни. Секоја година даваме по некој, вака да речем, по некој поклон кој што е позначен. Оваа година на ваше барање во консултација и со вас и со вашите значи овде директори, одлучи градот Скопје да додина еден CD плеер. Овој CD плеер ќе свири се додека има добра музика, а со неа може да падне и некоја капка која ќе ги згрее немирните души. Спокојни дека дури и да претераат, може да се потпрат на квалитетните здравствени услуги, квази луцидно изрекламирани од полтронските промотери. Дел од граѓаните како борба со студенилото користат и адитиви, така наречени, односно повеќе ракија. Токму затоа можеби клиниката за токсикологија доби нова опрема во вредност од 180.000 евра. И на крајот, за асесоарите кои се примопредаваат при отстапувањето од престолот. И јас увек круната е знам, и ја од тогаш на него викам, денеска секоја година ти ќе видиш. Круната никому нема да му падне, освен ако таа не станала претешка. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ве поканувам да не гледате и в понеделник од 22:30. Пријатно.